Благодарен, почитуван председателе, почитувани колеги. Кога веќе зборуваме за волја на вистината, колега Велков, добро е да кажете Велковски. Добро е да кажете на втората страна од овој документ, од оваа информација за состојбата на тутунот, да го видите датумот кога е поднесена оваа информација во Собранието на Република Македонија. Тоа е 25. приемот е 25.12.2020 година. Денеска сме 26. јануари 2021 година. Толку сте загрижени како власт да месец дена и пак по иницијатива на опозицијата оваа точка дојде на дневен ред и тоа на Комисијата за земјоделство. Иако ние баравме да биде и на пленарна седница, каде што гласавте против, за волја на вистината еве да знаат јавноста, тутунопроизводителите во Република Македонија, дека власта, мнозинството во Собранието на Република Македонија гласаше против оваа точка да се најде на дневен ред на пленарна седница. Зошто? Ако е толку добар процесот на откупот на тутун за оваа реколта 2020-2021, зошто гласавте против да се дискутира, да се разговара на пленарна седница, си знаете вие. Но како пратеник, кој доаѓа од Прилепскиот регион, од изборната единица 4, каде што и најмногу се произведува тутун и доаѓаат најголемиот број на производители, тутунопроизводители, најголемите количини на тутун се произведуваат во мојот роден крај. Затоа сакам денеска да ја образложам оваа информација со откупот на тутунот во годинашната реколта. За важноста на тутунопроизводството, социјалната, економската, финансиската, нема да зборувам, само уште еднаш ќе потенцирам дека таа е огромна, но какво внимание добива од власта тутунопроизводителите, тутунопроизводството, откупот годинашен, си знаат и самите тутунопроизводители со кои секојдневно сум во контакт и ќе ви кажам кои се нивните реакции и бидејќи вие ги знаете, имаше блокади, имаше протести од тутунопроизводителите, но да одам со ред. Состојбата на откупот на тутунот, генерална е оценката дека е драматична и срамна за оваа година. Откупот е во хаос. Наместо организиран, наместо среден и регулиран пазар, постои безредие. Одма да кажам дека пред откуп оваа година немаше. Она што во изминатите години значеше обезбедување на финансиски средства навремено на тутунопроизводителите, оние кои сакаа да го предадат тутунот порано од законскиот почеток на откупот, во тој предоткуп кој функционираше безпрекорно со години, годинава ја немаа таа можност и тутунарите, тутунопроизводителите беа скратени за своето право пред време да го предадат тутунот, произведените количини на тутун и пред време да дојдат до финансиски средства кои му се повеќе од потребни. Бидејќи јас знам од секојдневните контакти со тутунопроизводителите во мојот Прилеп, дека многу од овие тутунопроизводители дури и се задолжуваат, се заборчуваат во текот на производството на тутун, во текот на летото, и тие пари од предоткупот му беа повеќе од потребни. Годинава предоткуп немаше и тутунопроизводителите беаускратени месец дена порано или неколку дена порано да дојдат до сопствените средства, да ја наплатат сопствената мака. После 15 години, почитувани колеги, наместо релаксиран откуп, од ден на ден се создаваше и се создава се уште и уште поголемо незадоволство и револт кај тутунопроизводителите. Заклучно, еве и со вчерашниот ден, почитуван колега, откупени се некаде 16.000 тони по просечна откупна цена од 160, близу 160 денари по килограм. Оваа цена, иако мислам и сигурен сум, од како уште еднаш ќе потенцирам разговорите, контактите со тутунопроизводителите, дека е нереална
и фингирана на некој начин, но и таа е ниска. За 60-70 денари пониска од ланската, прекланската откупна цена. Значи, во старт, тутунарите се оштетени за минимум 60 денари. А реалната слика е дека тутунот се откупува по цена од 100 до 130 денари. Вие тоа многу добро го знаете или можеби не го знаете, но лесно можете да го дознаете ако ги прашате тутунопроизводителите во Канатларци, например, во Црнилиште, во Дебриште, каде што, еве ќе кажам за вас да знаете, за вас почитуван колега Велковски, колку добро се одвиваат работите вие рековте дека е за вас добро, затоа потенцирам, колку добро се одвива откупот на годинашната реколта за тутун, на вагите почнаа да умираат луѓе. Пред 4-5 дена тутунопроизводител, кога видел како му се цени тутунот, четврта, во село Дебриште, почитуван министер, можете да се уверите, почина на самото место. Толку добро се одвива откупот на тутунот оваа година. Срамота е, почитуван министер, она што го правевте вие. Срамота е што ги залажувавте тутунопроизводителите, на јалови состаноци ги викнавте неколку пати, му ветувавте се и се што, му ветувавте дека нивната мака никој не сме и нема да ја злоупотреби, се подпишавте и вие без печат, без никаква заверка на тој документ, како обично на арабаджиски тефтер, на пазар така не се подпишуваат. Подпишавте документ дека откупот ќе течи безпрекорно. Во владата на Република Македонија, каде што имавте состанок со тутунопроизводителите и со премиерот лично му ветил 190 денари за гарантирана цена на откупот оваа година, тој знаел како и на свој начин ќе го обезбедел. Во моментот официјалната цена е близу 160 денари, а реалната цена на терен, како што ви кажав, појдете уште еднаш ќе ви ги потенцирам местата каде што и најмногу се произведува тутун, во село Канатларци, село Дебриште, село Црнилиште, Житоше, видете дека е цената од 100 до 130 денари просек по килограм. Толку добро се одвива годинашниот откуп. Ние како опозиција подолго време потенциравме дека оваа влада е неспособна и не се грижи воопшто за проблемите на граѓаните, во случајот со тутунопроизводителите. Како што кажав, освен јалови состаноци, на кои само се даваја ветување кон тутунопроизводителите, а не се исполнуваа воопшто, беа само за тогаш да се купи мир. Тутунарите ги лажат со денови, како што кажав, имаше неколку средби за волја на вистината со министерот за земјоделие, па ги лажеше премиерот Заев, како што потенцирав, му ветуваше уште еднаш, ќе потенцирам, за гарантирана откупна цена, од него за гарантирана 190 денари, но само уште еднаш сите во Република Македонија, посебно тутунопроизводителите, се уверивме дека премиерот лаже најдобро. Само за тоа му нема рамен и му симнуваме капа за лажење. После овие состаноци евидентен беше притисокот кој почнаа да го вршат разни партиски функционери на тутунопроизводителите да не излегуваат на штрајкови, на протести, бидејќи после тој огромен протест кој беше посетен од 5 до 6 илјади тутунопроизводители, земјоделци, кој се одржа во Прилеп, тогаш видоја тутунопроизводителите со каква власт си имаат работа. Директори, функционери, директори на откупни компании, луѓе од собрание, од влада, партиски функционери, секојдневно му се закануваја на тутунопроизводителите да се замислат што прават, види ти уште не ти е откупен тутунот, па помисли како ќе ти помини, па помисли дали ќе склучиш договор за вгодина и со разни притисоци, па пробуваја луѓето од иницијативниот одбор кој овдека од оваа говорница сакам да му честитам за храброста што ја имаа и што излегоа и ги поведоа тутунопроизводителите на тие протести и ја кажаа реалната слика за откупот на тутунот во оваа година што се одвива и си ги кажаа
точно своите маки. Дадоа неколку барања кои ние кажавме дека во старт ги поддржуваме и денеска ќе кажам стоиме на тоа дека треба да се поддржат барањата на кои ги имаше иницијативниот одбор. Сега процесот на откупот на тутунот моментално е во безизлез. Не се презема ништо со што би се подобрила состојбата, да се добија честна и реална проценка на квалитетот на производството, но и најважното да се постигне задоволителна откупна цена некаде до 200 денари за килограм тутун, што беше едно од барањата на тутунопроизводителите на тие средби кои ги имаше почитуваниот министер со тутунопроизводителите. Дополнителен проблем сега представува и количината од повеќе од 3000 тони, до сега 2300 некаде се пријавени во Прилепскиот регион само, на тутун за кој производителите, а тоа се илјадници семејства, бидејќи се работи некаде за околу 30.000 семејства кои се занимаваат со производство на тутун и 100.000 луѓе, значи се директно зафатени со овај проблем. Немаат склучено договори како резултат на неорганизираноста на власта. Ситуацијата е оваа. Тутунарите во моментов немаат залеп. Имаат екзистенционален проблем. А власта мува не ја лази. Власта во моментов не нуди никакви конкретни решенија, туку само привидно и површно покажува дека као демек нешто се работи и демек сака да помогне. А сето ова што се случува со откупот, одговорно тврдам дека е соамин на власта. Оваа власт со новиот закон за тутун кој го изгласа токму во ова собрание, со кој се дозволи слободен увоз на тутун, ги враќа тутунарите во времето на раци. Во времето кога мака мачеле да ги прехранат своите семејства, а што не беше случај во последните 15 години. Изгласаа закон, власта, Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, изгласаа закон кој ги штити интересите на мојкни лоби групи, блиски до власта, и интересите на откупувачите на тутун, а на штета на тутунопроизводителите. Власта изгласа закон за тутун со кој дозволи увоз на ориентален тутун, а домашното производство во моментов се откупува по понижувачки цени од 100, 120, 130 денари. Домашното производство, домашниот тутун скапува во моментов по избите и таваните. И луѓето се думаат дали да го допредадат остатокот на тутун оваа година, бидејќи цената е ниска. Уште еднаш ќе потенцирам. Тутунарите, почитувани колеги, денеска се соочуваат со екзистенционален проблем. Затоа што со висината на досегашната просечна откупна цена не се во можност да ги покријат ни производствените трошоци, а камоли да размислуваат за заработка или за инвестирање во наредната реколта. Опште заклучокот дека во проценката на тутунот влијание има финансиската поддршка за произведениот тутун, односно субвенцијата за килограм произведен тутун, што директно влијае врз висината на откупната цена оваа година. Се повторува лошата практика, лошата политика со откупот на грозјето, со злоупотреба на субвенциите во учество на висината на откупната цена. Почитувани колеги, почитувани тутунопроизводители, субвенциите се наменети и треба да бидат наменети за покривање на дел од производствените трошоци, а никако за вградување во откупната цена на штета на земјоделците, а во корист на откупувачите. Затоа, согласно Законот за земјоделство и рурален развој, владата има обврска во случај на пореметување на пазарните односи и разлика во висината на откупната и производствената цена, како што е случајот со оваа реколта, со годинешниот откуп, владата мора директно да интервенира во стабилизирање на пазарот. Зашто секако има многу можности.
Владата мора, уште еднаш ке потенцирам, мора по секоја цена има обврска да го штити домашното производство. И затоа е неразумно понатамошниот увоз на тутун. Затоа не можам да го сватам јас, не може никој да го свати, посебно тутунопроизводителите, донесењето на таков штетен закон за тутунопроизводството во Република Македонија, каде што се дозволува на увоз на тутун. Наместо да го стимулираме производството на такви висококвалитетни сорти како Вирџинија и другите останати висококвалитетни сорти на тутун за оплеменување на производството на цигари, да го стимулираме да биде во домашно производство и тоа, како изминатите години, ние стимулираме увоз на тутун на сметка на домашното производство на тутун. И со таа ваша одлука, со носење на тој закон, вие директно ги осакативте 30.000 семејства во Република Македонија што произведуваат ориентален тутун. Бидејќи власта само ги лажи и продолжува да ги лажи тутунопроизводителите и не нуди никакви решенија, ВМРО ДПМН како одговорна партија, како партија од народот и партија чија влада вие ја нарекувавте земјоделска, селска и не знам каква, ние се гордееме со тоа, бидејќи во наше време немаше проблем со откупот на тутунот, во наше време земјоделците ги доживеа своите златни денови. Добиваа механизација, градеа кујки, купуваја коли, живееа солидно. Денеска имаат екзистенционален проблем и трпат за леп. Затоа ние, како одговорни претеници од ВМРО ДПМН, предлагавме и предлагаме зголемување на субвенциите за тутун за 100%, со што би се обештетиле тутунопроизводителите за штетата која му е направена со годинешниот откуп, со што би дошле до некоја реална цена околу 200 денари по килограм откупен тутун. Тутунопроизводителите се живо заинтересирани и повторно ќе отпочнат и протести и ќе имаат и барања и во најавената и побараната средба која што ја имаат со почитуваниот министер кој е тука денеска присутен, еве да му кажам дека основното барање на тутунопроизводителите, посебно они од Прилеп со кој јас разговарам секојдневно, е укинување на законот за тутун, односно укинување на овој закон за тутун со кој се дозволува увоз на тутун. Почитуван министер, почитувани колеги, мораме хитно, најхитно, да го смениме овој закон за тутун, да го вратиме стариот и да не дозволиме ниту 1 грам, не килограм, да се увезува тутун во Република Македонија. А уште еднаш ќе кажам, ако пробате да спинувате дека ни треба висококвалитетни сорти на тутун да се увезат за оплеменување на производството на цигари, ова поднебје е одлично за производство и на таков тутун, затоа да му се даде од година домашните тутунопроизводители да ги произведат и тие количини кои би требало да се увезуваат. А не се увезуваат само такви количини, знаете и вие, почитуван министер, се врши злоупотреба, се увезуваат големи количини на тутун од соседните држави, посебно од Албанија и од Република Бугарија, по ниски цени и овдека се продаваат по повисоки цени, дури и се зема субвенции. Јас, ако сакате и со име, со презиме, ќе ви кажам на луѓе кои воопшто не се занимаваат со производство на тутун во Прилеп, а имаат склучено договори на 30 и повеќе тони. Со име и со презиме јас лично после можам да ви ги наведам тие луѓе. Па зошто тие би се пријавили да предадат 30 тони тутун ако не произведуваат? Запрашајте се, вие сте министер. Затоа што се врши злоупотреба со увозот на тутун. Затоа, почитуван министер, уште еднаш да повторам, бараме за 100% зголемување на субвенциите за оваа година по килограм произведен тутун и бараме најхитно во Собранието на Република Македонија да седнеме заеднички да изгласаме нов закон, односно да го укиниме увозот на тутун во Република Македонија. Бараја ревидирање на мострите на ориентален тутун, тутунопроизводителите, во соработка со овластени и стручни представници на тутунопроизводителите, откупувачите и Министерството, но тоа се ќе остани за идната година, бидејќи веќе нема време за такви нешта во овој откуп.
Бараја инспекторите на Државниот земјоделски инспекторат секојдневно да бидат распоредени и присутни на откупните места на вагите и да го контролираат процесот и текот на откупот, каде што како никогаш досега беа затегнати линиите на проценка на тутунот и се ценеше овдека само ќе ја пренесам оценката на тутунопроизводителите за 1 до 2 класи пониско отколку што е реалната слика, односно е реалниот квалитет на тутунот. И со тоа тутунопроизводителите оваа година се масакрирани. Му се откупува квалитетен тутун по мизерно, понижувачко, ниски цени. Од 100 до 120, 130 денари. А производствената цена на килограм тутун е исто толку од 100 до 130 денари. Затоа, уште еднаш ќе кажам, ова беше презентирање на досегашната состојба на откупот, без политики, без политиканство и без дневна политика, и така и барам од вас да може да заеднички да му помогнеме на тутунопроизводителите кои навистина имаат проблем. Ќе биде грда сликата ако сега овде почнете вие да велите откупот е добар, а луѓето штрајкуваат. А ние па напаѓаме да велиме откупот е лош и ништо нема да добијат тутунопроизводителите. Туку оние луѓе на кои му е земен тутунот, му е оценет од прва класа, му е оценет како за трета, од втора како за четврта, да му помогнеме, бидејќи се масакрирани, бидејќи го предале својот тутун за 100, 120, 130 денари, а планирале, како лани си планирале цената да биде 220, 230 денари и плюс субвенциите од 60, 70, 80 денари, да дојдат до една пристојна цена со која можат да планираат и понатаму развој на своето производство, понатаму да можат да живеат квалитетно. Еве ќе кажам уште една информација, уште еден податок директно од терен, бидејќи со ова сега што се случува, ќе бидат оштетени и во делот на исплаќање на субвенциите. Не дека нема да се исплатат субвенциите, но многу мал е процентот на откупен тутун во прва класа за кој се доделува и највисока субвенција од 80 денари. Во моментов некаде е од до 7% на прва класа откупен тутун. Најмногу е откупен тутун 45 до 50% во трета класа, 25% е во втора класа и 20% во најниската четврта класа. Затоа уште еднаш ќе ве замолам, огромен е проблемот. Бројот на оваа таргет група која е зафатена, бројот на лица е 100.000, повеќе од 100.000, да му помогнеме, да изгласаме повисоки субвенции за оваа година и да изгласаме укинување на увозот на тутун со закон во Република Македонија. Бидејќи тоа направи огромна штета оваа откупна реколта, но ќе направи уште поголема штета ако овој закон остане на сила. Уште еднаш ќе потенцирам. Барањето на тутунопроизводителите е грам тутун да не се увезува во Република Македонија. Ви благодарам.